Да или не за сечење на дрвја во големиот парк во Гостивар? По ова прашање ставовите денес ги вкрстија јавното претпријатие за зеленило и екологистите. Од претпријатието оцениле дека 5 до 6 поголеми дрвја со надвиснати гранки представуваат ризик за минувачите и планираат нивно отстранување. Ги поканија екологистите на лице место да ја увидат состојбата пред да се донесе конечната одлука. Сме ги повикале сите невладини организации, еколошки организации, граѓани на град Гостивар, на лице место да дојдат да ги видат дрвјата што представуваат ризик за минувачите, што треба да се елиминират од паркот. И 2019 сме садиле 2600 дрва, ќе продолжиме и ова година со истиот ритам. Од друга страна, екоактивистите бараат повеќе зелени површини низ градот и да нема сечење на дрвјата без потреба. Во последниот период во Гостивар се исечени без потреба многу дрвја. Тоа беа дрвја во Малиарди во двор, каде што као наводно барале граѓаните, беа дрвја што беа кај автобуската станица, многу липи, беа дрвја што беа исечени кај Гоце Делчев, као наводно сметаат на тротоарот, окей. Ако погледнете ова дрво овдека, да, може би горниот дел може да се пресече, но никако не сме да се исече целото дрво. Така и за многу други дрвја, што може би сметаат дека представуваат опасност, што не е докажано, ама ајде да речеме дека има тука некоја вистина, меѓутоа во никој случај не треба да се исечат од корен. Секое сечење на дрво е една траума за животната средина и дека е тоа нешто лошо за животната средина и за граѓаните. Но од друга страна треба да се има предвид дека некои дрва кои се болесни или поради големата површина се многу изложени, например кога ќе има некој силен ветер, се изложени на тоа да паднат поради тоа што не може да го издржа таа сила и затоа сум во такви случаи да се растерети тоа дрво малку физички, ама не да се сече скроз. Од претпријатието за зеленило најавија дека ќе објават и фотографии од дрвјата кои е планирано да се исечат, за да може што поголем број на граѓани да го кажат своето мислење.